Судските процеси кои ги води специјалното јавно обвинителство им создаваат главоболки и на обвинителството и на одбраната. Првите за жалат на мал број на закажани рочишта, другите пак на премногу судења. По вчерашниот револт на шефицата на СЈО Катица Јанева, која бараше од кривичниот суд да закажуваат рочишта за да не им застарат предметите, денеска адвокатот Боро Тасевски негодуваше дека не може да постигнат со закажаните судења. На адвокатите им се натрупани предметите, исти тимови ги бранат на експонираните обвинети од претходната владеачка гарнитура. Поранешниот премиер Никола Груевски во случајот со изборни нерегуларности од обвиненија го брана дури 6 адвокати, а истите во други случаи кои ги води СЈО во суд застапуваат само еден обвинет. Тасевски вели 2 дена поред закажаните судски рочишта ги кршат со основните човекови права. Негодуваше дека денеска е бранител во 3 судски процеса, а неговиот клиент Груевски во 2. Насилство во центар и второстепената одлука во апелација. Господинот Никола Груевски избра да присуствува на ова судење, а и ние како негови бранители, од страв дека како бранители можеме да бидеме казнети доколку предизвикаме одлагање на вакво рочиште, поучени од примерот од претходниот ден, кога не беше прифатено одлагање на рочишта поради преклопување на термини и имаше казнување на бранители. Јанева вчера го критикуваше распоредот на рочишта на кривичен и дека на судот му требало 6 месеци за да оцени обвинителен акт. Можеше во периодот од декември 2017 до денес судот да закаже повеќе рочишта за кои би се суделе овие нашите предмети, како тоа што го направи во предметот за настаните на 27 мај во собранието, како што однапред закажа 37 рочишта за негово судење. Истото тоа можеше да го направи и за предметот Титаник, кој е најобемен во специјалното јавно обвинителство. Кој од нив за закажаните рочишта е во право, дополнително ќе се произнесат домашните и меѓународните наблюдувачи. Кривичниот суд согласи дека во септември речиси секој работен ден има закажано судење по предметите на СЈО. Соопштуваат дека судиите ги почитуваат правата на двете страни, не го отфрлаат фактот дека обвинетите на СЈО ги има во повеќе предмети, а еден од нив во 5 случаи. Со крајни напори се прават прецизни и усогласени распореди на закажување на главните расправи се со цел да се овозможи доволно време на обвинетите и нивните бранители квалитетно да ја подготват својата одбрана. Доследно да се почитува принципот на еднаквост на оружјата и правото на судење во разумен рок. Во апелација денеска се одложи второстепената одлука за Мерцедесот, бидејќи не беа присутни адвокатите на Груевски, кои екс-премиерот го бранеа во кривичен за случајот Чамари во општина Центар. Во исто време Јанкуловска немаше бранители за случајот Тенк и преку телефон ги повика во судница. Остана само еден адвокат, а бранителот Тасевски најави дека ќе прати допис до судот. Дали и понатаму ќе ја застапува Јанкуловска.